Оваа програма, што ја изработивме директно од вашите барања и вашите потреби, нуди реална реализација на предвидените проекти со што општина Неготино за краток временски период ќе напредува со видливи резултати. Дел од проектите кои заедно ќе ги реализираме се развој и промоција на индустријска зона Црвени брегови Неготино и проширување на индустријска зона Дуброво Неготино. Гасификација на општина Неготино преку гасоводниот систем Клечовце, Штип, ТЕЦ Неготино. Подобрување на водоснабдувањето на територијата на целата општина Неготино. Водовод, фекална канализација, атмосферска канализација и техничка вода за улицата Градска порта. И водовод, фекална канализација и атмосферска канализација за урбан блок 5-1. Изградба на паркинг простор во центарот на Неготино и 2 кружни тека кај новата автобуска станица и центарот на градот во Неготино. Асфалтирање и уредување на централното подречје на село Војшанци, село Долни Дисан и до оформување уредување на паркот меѓу игралиштето на основното училиште во село Тремник. Изградба на детска градинка во село Тремник и до опремување на зградите за детските градинки во селата Пепелиште и Криволој. Реконструкција на локалниот пат село Тимјаник, село Долни Дисан. Реконструкција на локалниот пат село Курија, село Паликура и полскиот пат село Пепелиште, село Војшанци. Проширување, тампонирање и асфалтирање на патот за село Криволак. Реконструкција на градскиот стадион и комплетно уредување на просторот во рамките на СРЦ Неготино. Младост. Изградба на фекална канализација во село Тремник и изградба на пречистителна станица за фекална канализација на реката Вардар, бидејќи во 21. век никој не заслужува да живее без основните човекови потреби. Добро вечер, Неготино! Добро вечер, драги мои неготинчани! Вечерва сме тука собрани да дадеме подршка за идниот градоначалник на Неготино, Ванчо Апостолов. Како многу сериозен човек, стабилна личност, човек кој што држи до својот збор, човек кој што сака да им помогне на луѓето и им помогал на луѓето секогаш кога можел. Ванчо го познаваме како човек што долго години соработуваше со земјоделците од позиција на подрачната единица на Министерството за земјоделие овдека во Неготино, во еден период и негов раководител. И тој целиот свој работен век практично соработуваше со земјоделците, им помагаше, ги советуваше, им помагаше да ги остварат своите цели, да ги добијат своите субвенции. И тој ја чувствува она мака што има секој земјоделец. А тука има многу луѓе што се занимаваат со земјоделие. Тие добро го знаат тоа дека ако некој добро го познава земјоделецот и неговата мака, тоа е Ванчо Апостолов. Тој знае што значи човек да работи, да се мачи, да создаде, да се бори да преживее, да се бори неговиот род да обстане, нешто да засади, да насади, да од тоа потоа го прехрани своето семејство. Ванчо, со други зборови, е човек од народот. Тој цел живот е со народот, а најмногу со земјоделците. И тие сега и најмногу ќе го подржат Ванчо. И нема никој од земјоделците да му дозволат на СРСМ и на Бранко Савенковски да раководи со државата. Ниту пак на неговите луѓе. Забележав е дека извадија слоган. Слоганот им се вика иднината сега. Иднината сега, ама со кого иднината? Драги пријатели, јас разбирам некој да зборува за иднината сега, ама некој што има силно минато. Некој што градел, создавал, правил реформи, подобрил квалитет на живот, ја однел земјата напред. Ама некој
кој што е направил најкриминалната приватизација во Европа, заради која 200.000 луѓе останале без работа и станале стечајци. Некој за кој што ден денеска криминалците од цела екс-Југославија раскажуваат како делеле пари од шверцот со цигари, со нафта. Некој кој што нема еден проект со кој што може да се пофали. Па тој ли бе луѓе да ни зборува за едината сега? Па кој ќе му верува на него? Која е едината со Бранко Црвенковски? Има само еден краток одговор на тој слоган едината сега. Не ја гледам со тебе едината, Бранко. Не си ти мојата иднина. Бранко не е нашата иднина. Тоа е тоа што човекот треба да го разбере. Дека овој народ, и помладите и повозрастните, не ја гледаат иднината со Бранко, затоа што Македонија се сака со дела. Не со празна реторика, не со празни зборови, со конкретни дела. Неготино се сака со дела. Да се живи и здрави. Денес делата во Кавадарци се очигледни. Не ги гледаат само љубоморните, егоистите, оние лакомите за власт. Ги гледаат сите тие кои што ги ползуваат секој ден. Денес, каде и да се уплати поглед, каде и да се фрли камче, таму каде што ќе падне или блиско до каменот, сигурно чепнала рака на ВМРО ДПМН, со помош на локалната самоуправа и секако со бетонска помош од владата на Република Македонија и нашиот премиер, господинот Никола Груевски, заедно со сите министри. Ако ја испружам раката на север, таму сигурно ќе видите нови семафори кои што не светеа со години, Домот на културата заедно со библиотеката Феткин, Јарболот, па зад Јарболот новите тротоари, комплетно 90% реконструирано основно општинско училиште Гоце Делчев, нашата верска убавица Света Петка и секако ренесансата на Кавадарци Дрекстермаер. Позад мене или на југ е реконструираната општинска зграда од каде што ги нападивме глупците и бубашвабите. Тука и новото лед осветлување, кое што на повозрастните ќе им овозможи да се движат и во ноќно време, а да не си ги кршат нозите. Тука е и Димката Ангелов Габерот, училиште кое што е комплетно реконструирано и во кое што денови веќе пресечеме црвена лента за спортската сала. Тука е сигурно и Димката Ангелов Габерот во Ваташа. Ако продолжиме понатаму е спортско-рекреативниот центар во Моклиште, водата која што ја носиме за решавање на проблемот на Кавадарци и на општина Росоман, и денови веќе удариме камен темелник на новите 5 мини централи кои што имаат за последица 13 милиони евра инвестиција и над 11 мегавати инсталирана моќност. Ако се завртеме на исток, сите го знаете и го имате видео до кеот на реката Луда Мара. После долги години ја вративме спортската сала Партизан кој што беше предмет на судски спорови 20 години. Донировме и во ЈЗУ здравствен дом, ја реконструиравме спомен костурницата, за да откажеме почити на нашите паднати во време на Втората светска војна, да не мислат дека ние само ги почитуваме Александар Македонски и комитите. На запад го реконструиравме основното општинско училиште Тоде Хаџетефов, гимназијата Добри Даскалов, го вративме базенот во наше владение, цевководот во новата висока зона, како и патот за Ресава кон Тиквешкото езеро благодарение повторно на владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски. На утрешниот митинг на нашата опозиција во градот би сакал да им поставам само едно прашање. Нека испаднат тука и од оваа место нека набрајат барем 5 проекти кои што ги реализирале во овие 20 години. Со тоа че имаат со што да испаднат на овие избори. Да сум на нивно место не би излегувал, би прифатил 3-0, не би одел на катастрофални 6-0 во Кавадарци. Добро вечер, драги мои кавадарчани. Добро вечер за градот
кој што често го поздравувавме како град на виното, на грозјето, на лозјата, но веќе можеме да кажеме и на индустријата за компоненти за автомобили. Благодарам. Драги пријатели, гледам во изминативе денови каде што ние држиме митинзи, утре дента СДСМ позади нас. Бевме во Охрид, утре дента Бранко и СДСМ во Охрид. Отидовме во Кочани, вечерва тие во Кочани. Ние вечер во Кавадарци, они утре во Кавадарци. И така натаму, веројатно си планирали и за после тоа така. Од овде сакам да им порачам една работа. И да му порачам на Бранко. Бранко, уште долго ќе одеш позади нас и ќе каскаш позади ВМРО ДПМН. Уште долго со овој ум што го имаш и со оваа политика што ја тераш, ќе се бориш за второ место. Драги пријатели, вечерва сме собрани тука да дадеме подршка за сегашниот и иден градоначалник на Кавадарци, за Александар Панов. И да дадеме подршка за советниците од листата на ВМРО ДПМН и коалицијата, предводени од Горица Пеливанова Вилхем. Александар имавме можност да го видиме во минатите 4 години. Пред 4 години го анализиравме неговото минуто. Седевме дека можеме да излеземе пред Кавадарци и да побараме подршка за Александар Панов. Но овој пат можеме да кажеме дека човекот си изработи. Ги изработи овие 4 години. Погледнете неговата програма и ќе видите дека најголемиот дел од ветувањата во програмата се реализирани. 90 или над 90% од тоа што го ветува е реализирано. Тој покажа и капацитет во еден клучен момент. Тоа беше моментот кога компанијата, мултинационалната компанија Драсермајер веќе беше донела одлука да инвестира во Македонија, но не беше донела одлука каде ќе инвестира, во кој град, во кој регион. И бара да најдат поволна дестинација. Тие дојдоа во Кавадарци, разговараа со него, ги видува условите, тој понуди максимум од она што тие го бараа и тој многу прецизно и ефикасно се справи со нивните барања. По заминувањето од Кавадарци тие рекоа готово, ќе инвестираме во Кавадарци. Тука тој покажа извонреден капацитет и помогна токму тука, од овој регион, од овој град и од овој регион, да бидат оние 4000 луѓе кои што ќе најдат свое вработување во мултинационалниот гигант Драсермајер во неговата фабрика во Македонија. Драги пријатели, го слушам вчера Бранко Савенковски, човекот. Го слушам и се чудам дали е тоа некоја снимка од минатите години кога збореше, на минати избори и така натаму, или зборува сега на изборите во 2013 година. Пак старата песна. Револуции, борци, соборци, борба, демократија имало, немало, он кога бил на власт секогаш имало, кога не бил на власт немало демократија и така натаму и така натаму. Што викаат та пата. Абе човекот да сменеше плоча малце. Нели гледа дека не му врви приказната. Не му верува народот на тие лаги, на тие манипулации. Познавате ли вие лидер на партија и поранешен премиер во Европа, не на Балканот, во Европа, кој што имал покриминална приватизација од таа што имаше Македонија, во чие време со приватизацијата 200.000 луѓе останале без работа и направил армија на стечајци во својата држава, кој што уништил огромен број на фирми за да им ги приватизира за символични износи на своите олигарси, а овие пак после да отпуштат од работа илјадници луѓе, 200.000 луѓе, затоа што не знаеја да ги раководат фирмите и да отворат нови пазари.
толку ги биваше директорите. Сте сретнали ли премиер кој што имал толку многу афери, пирамидални штедилници, ТАТ, Алфа, Лавци и така натаму, со кои што милиони евра се одлеја во туги джебови во неговиот мандат, а тој ни мафташе и ни кажуваше дека констатирал дека има октопод и дека ќе го реши октоподот. И нормално не го реши октоподот. Човек кој што го смени името на својата држава тајно и без референдум, без консултација со граѓаните, без да ги праша од Република Македонија во бивша Југословенска Република Македонија или како што не викаат надвор Фиром. Земјоделците во време на СДСМ не добиваа ниту денар подршка од владата за субвенции. Грозјето буквално се расфрваше по нивите. До 2005 година СДСМ не даде ниту денар субвенции за земјоделците. Прв пат, под жесток притисок на демонстрации и протести во Скопје пред владата, во 2006 година едва и поделија 5 милиони евра, колку што годишно ние даваме само за Неготино сега, а годишно за Македонија даваме по 130 милиони евра за македонското земјоделие. За сите култури, и за грозјето, и за лозјата нови насади, и за виното, и за тутун, и за раноградинарски производи, и за многу други култури. Не даваа затоа што на земјоделците гледаа со подценување, затоа што за Бранко земјоделците беа некоја 6-та класа на необразовани луѓе кои што само треба да копаат, да ораат и тој нема што со нив. Тој е од високата класа, тие се од долната класа. Банка не им даваше за подршка и за субвенции кога беше на власт. На 24-ти нема да има дилеми. Нема да има дилеми затоа што од другата страна имаме човек кој што до вчера беше председател на младите на НСДП без никакво политичко искуство, без никаков посебен кредибилитет, а од наша страна имаме човек кој што во овие 4 години покажа што значи и како се создаваат дела и се исполнуваат ветувањата кон народот и кон граѓаните. И покажа како се гради, како се создава, како се прават дела, бидејќи кавадарци се сака со дела, Македонија се сака со дела. Изберете дела. Тоа е мојата порака вечера. Да сте живи и здрави. Да живее кавадарци.